Опозицијата во Јужна Кореја бара импичмент за председателот Јун Сук Јеол. Зборуваме за последните случувања во Јужна Кореја. Па што да се каже, една реченица од декларирана демократија во потполн хаос, пример како една декларирана демократија, високо технолошки развиена западна демократија би рекол, може да отиде во целосен хаос. За подсетување, јужнокорејскиот претседател последната вест е дека ја повлекол воената состојба која вчера ја воведе и која нели со воведувањето на воената состојба во државата буквално ги шокираше и јужнокорејците и светот воопшто, па морам да признам и нас новинарите што ги следиме овие меѓународни случувања, иако денеска светот ни покажува дека ништо веќе не е невозможно. Ќе потсетам Јун Сок Јол, валјда, така се нареку, така му името на јужнокорејскиот претседател, од нигде никаде вчера излезе, воведе воена состојба и рече на армијата да излезе на улиците, да ја преземе власта. Што тоа значи воена состојба? Воена состојба значи кога институциите цивилни не можат да го одржат редот и поредокот на државата. Како аргумент за тоа рече дека се работи за спречување на некои антидржавни елементи од Северна Кореја, и дека едино армијата тоа може да го направи, што предизвика буквално негодување во опозицијата и хаос во парламентот, каде што беше и пратена војската, нели, да го чува парламентот во една воена состојба. Таму се побуни опозицијата, а потоа и неговата партија. Буквално и неговите сопартици негодуваа зошто е тоа така, а барем на прв поглед Москва и Вашингтон не знаеа што се случува. Се разбира, тоа е официјалниот дел. Како причина за ова се, значи, меѓу антидржавните елементи, тој обвини дека Северна Кореја ја подрива безбедноста на Јужна Кореја, што подоцна се протолкува дека всушност тој се обидува да го зголеми својот рейтинг, бидејќи само последната година, поради многу коруптивни скандали, рейтингот му е паднат на 17%, нешто што веројатно, барем според она што можеме да видиме сега, се обидел да го спаси со воведување на оваа воена состојба. И сега светот е сложен, многу е сложен и може се и се што да е причина. Може да има подривање на севернокорејски хакерски напади, тоа се случува изминатиот период во Јужна Кореја и дополнително со вмешаноста на Северна Кореја во војната во Украина, веројатно му се роди идеја на овој претседател да се обиде тоа да го искористи, да воведе воена состојба во Јужна Кореја и така да се го спаси својот рейтинг. Се разбира, дојде до хаос на улиците во Сеул, негодува и граѓаните и пред се опозиционите партии, а и неговите сопартици кои синоќа бара подитно укинување на воената состојба. Пред малку, односно утринава, тоа ја укина воената состојба и мислам дека го замрзна и членството од својата партија, но најави дека ќе продолжи да ја обавува својата претседателска функција, но сега враќање нема. Сега опозицијата планира достави веќе до собранието, до парламентот, предлог закон за негов импичмент или во преводот повикување и веројатно ќе биде отповикан. Што беше оваа операција не знаеме. Дали стои некој од надвор, дали он за некого работел, дали само во обид да се го спаси рейтингот ја вовел оваа состојба, не знам. Но повторно ќе кажам првата реченица, што може би беше оценка на многу политичари, светски аналитичари, тоа е како во денешно време една држава како Јужна Кореја од демократски и напредна држава може за миг да отиде во целосен хаос. Еве ги гледаме сликите, но ја потврдува и тезата на оваа глобална војна, која нели почна со Украина и Русија, со вмешаноста на сите во тој конфликт, се прелеа на Израел, Западен брег, Газа, сега се прелеа во Сирија, а многу наскоро сите веќе подолго време најавуваат и очекуваат дека тој хаос ќе се префрли во Југоисточна Азија, пред се поради политиката на новата администрација која планира Кина да ја стави под контрола, но и ова севернокорејско вмешување во руско-украинскиот конфликт, што па отвара Јужна Кореја да има исто аргументи таа некако да се вмеша. Ќе потсетам, Јужна Кореја има многу силна армија, таа
релативно меѓу најразвиените држави во светот, така да вмешувањето на Јужна Кореја во некаков конфликт е добар, значи кој би на чија страна би отишла Јужна Кореја, тој би добил многу во евентуалната конфронтирана страна. Од друга страна, овој хаос што се случи како да беше обид да се дестабилизира Јужна Кореја и она што беше можеби најголема иронија, севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун изрази шокираност и загриженост што тоа се случува со неговиот јужен сосед. Но ова само покажува и повторно ќе кажам потврдува дека светов е на глобално ниво во конфликт, бидејќи многу страни се вмешани. Ќе видиме како ќе заврши ова со Јужна Кореја, најверојатно со промена на председател, бидејќи Јужна Кореја има некоја традиција историски со ваков тип на обиди на легални државни удари, ја би ги нарекол, бидејќи нелегален државен удар е кога војската ќе преземе сама состојба, а вака актуелен председател презема воена состојба, а му се спротивставува народ, еве гледаме на улиците, организиран од опозицијата. И тука би завршил со Јужна Кореја, бидејќи ќе видиме како ќе оди развојот на настаните. Добре што не падна крв, добре што не дојде до граѓанска војна и добре што војската на Јужна Кореја се ги почитуваше уставните обврски, тоа е председателот ја воведува, председателот ја повлекува. Така да веројатно сега не знам кои се последните информации што се однесува до нив, веројатно веќе се повлекуваат од оние позиции кои ги имаа во Сеул, а ќе видиме дали ќе помине импичментот и доколку помине импичментот дали ќе Јужна Кореја ќе иде на председателски избори. Да, веќе имаме картата на Сирија, како изгледаат последните случувања? Тоа тамо е, ми се чини, во моментот ова да не се случеше со военава состојба, фокус на светското внимание, бидејќи таму, ако зборуваме дека 3 години Русија и Украина безмилосно војуваат и веќе тоа и не е вест студенот, ако зборуваме дека Газа, Израел, Хезбола, Хамас и натаму војуваат и покрај прекинот на огнот и има многу жртви, е секојдневно веќе година дена и не е некоја вест. Вест е дека во Сирија се случува повторена граѓанска војна, каде што се вмешани стотици актери, веќе не знаеш кој со кого војува. Она што е последно дека, повторно ќе кажам, освоен е Алепо, вториот по големина град, освоен е Идлиб, тоа се градови кои ги презема сириската опозиција, која е вмешана и измешана од исламска држава до некои протурски фракции внатре кои војуваат за своји интереси. Од друга страна, актуелниот режим на Башар ал-Асад е поддржан од Русија и Иран, кои имаат своји интереси. Така да вчера имавме еден разговор меѓу Путин и Ердоган, веројатно ќе се обидат нивните сфери на интерес да ги стават под контрола, бидејќи војната таму бесне, буквално има војна и буквално гинат многу луѓе. Има масакар, според последните информации, врз цивилното население, каде што влегуваат тие фракции, бидејќи тие се под контрола на Турција, но се сепак, да кажеме, исламски терористи кои, знаеш како, не се под целосна контрола на теренот. Тие може да остваруваат замислената агенда на одредени центри на моќ, но на теренот има голем број на цивилни жртви. Од друга страна, Русија се обидува да ги стави под контрола со воздушни удари. Јас и вчера зборував за тоа и денес ќе повторам, Русија таму има 2 воени бази, кои едната е воздухопловната во Латакија, другата е поморската во Тартус, која ги чува руската сфера на интерес, меѓутоа, знаеш, они имаат војна на другата страна на Сирија, меѓутоа на Русија е многу важно да остане на власт Башар ал-Асад, кој е по целосна контрола на Москва, и доколку тој биде урнат, Русија ќе има сериозен проблем, бидејќи ќе изгуби стратешка позиција на излез на топло море, единствен излез на топло море кој Русија во моментов го има. Јас ова го толкувам и многумина мои колеги во светот дека ова уште една диверзија на пренасочување на руската воена и дипломатска моќ
од таа исцрпувачка војна во Украина, сега русите треба и тука да засилуваат, нели, и да имаат војни ресурси, и човечки ресурси, и материјални ресурси за да ги ја зачуваат својата сфера на интерес. И сега ако земеме предвид дека тука има војна, Иран исто така има своји интереси заедно со Русија, а има проблем со Израел, бидејќи е нонстоп во некаков конфликт, и тоа вооружен конфликт, нели, секој трет ден некоја ракета оди натаму и навамо. Хезболах и Хамас се разгори таа војна, според мене не случајно, иако имаше примирие, одедношка се разгори, што само укажува дека ако се завојувани Истокот и Западот, сега Западот преку Хезболах и Хамас и војната во Израел и преку овие сириски опозициони сили во Сирија сакаат да ја исцрпат и Русија тука и Иран таму, за да не можат да го заштитат режимот на Башар ал-Асад, кој им е стратешки многу важен. Дејан Андоновиќ, благодарам што јутринава беше заедно со нас. Имавте можност и прилика да ја гледате најновата анализа со Дејан Андоновиќ, секако неговата анализа ќе ја читате за кратко на Слободен печат. Во продолжение продолжуваме со нашата програма. Она што следува на Слободен печат е Када во слободно време. Бидете тука.